Во ова издание, попишувањето на диаспората продолжува како да се зголеми интересот. Американскиот председател апелираше Конгресот да донесе закон за контрола на поседувањето оружје. Хеликоптерот генијалност спремен за првиот лет на Марс. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Попишувањето на македонските граѓани надвор од матичната држава продолжува. Јане Бојаджиевски има повеќе за тоа како да се поттикне диаспората да се вклучи во оваа најобемна и најважна статистичка операција. Самопопишувањето започнува со најава. Северна Македонија врши попис и на државјаните кои живеат во странство како дел од националниот попис 2021. Самопопишувањето е дигитално. Регистрацијата за самопопишувањето се врши само од странство. Податоците се лични, заштитени со закон. Гласот на Америка разговараше со двајца представници на две глобални организации на македонската диаспора за нивните очекувања, гледишта за процесот. ОМАДА од почетокот на пописот од март 1 објави соопштение до јавноста околу нашите ставови за пописот и како може диаспората да се попишува. Која е вашата порака од вашата организација до диаспората околу пописот? Или не има, или ќе не нема. Бројките се многу битни секаде во светот. Мора што повеќе македонци да се попишат на пописот. Може ли да се добие реална слика за големината на диаспората? Дефинитивно не може да се добија реална, поради тоа што например, ОМАДА представува македонци кои се прва, втора, трета, ред до шеста генерација, кои доаѓаат не само од Република Македонија, туку и од Мала Преспа, и од Егејска Македонија, и од Пиринска, така да од географска Македонија, и многу е тешко да се знае целокупната слика. Мислиме дека секој човек си е доволно свесен да се одлучува сам. Исто така ги разбираме резервациите на луѓето, како што и ние имаме голем дел на резервации. Меѓутоа, крај крајева, доколку исто така и граѓаните проценат, би било од корист сите заедно да се подпишеме во овој момент, без разлика на тоа какви се пропустите во процесот и каква е задршката во позадина. Какви аномалии гледате во пописната постапка? Дали има? Пописот пополека станува да личи повеќе на политичка наместо на статистичка операција. И мислам дека тука требаше да биде посветено повеќе внимание да се оддели политиката од статистичкиот процес. Меѓутоа, досега немаме видено добар аргумент зошто би се граделе, доколку би се граделе политики врз основа на попишаното население од диаспората. И ова е една голема задршка кај нас. Бидејќи не сакаме да се манипулира и искористи диаспората за политички цели. Од владата во Скопје повторно порачаа дека пописот е од витално значење за понатаму да може да се прават стратегии за развој. Последниот попис беше спроведен во 2002. Според тогашната статистика, популацијата брои околу 2 милиони и 22 илјади жители. Во 2011 обидот за попис заврши неуспешно, операцијата не се спроведе. По нападите во Џорџија и во Колорадо, американскиот председател Џо Бајден апелираше Конгресот да донесе закон за построга контрола на поседувањето оружје. Известува Петси Видакусвара. По убиствата во супермаркет во Болдер, Колорадо, кои се случија само неколку дена по нападите во Атланта, Џорџија, знамењата на Белата куќа беа повторно спуштени на половина копје во чест на жртвите. Председателот Џо Бајден апелираше Конгресот веднаш да преземе нешто и да ги зајакне законите за контрола на поседувањето оружје, кои се меѓу најлибералните во развиените демократии. Можеме да ги забраниме оружјата и мунициите со голем капацитет. 10-годишната забрана за оружје со голем капацитет беше донесена од Конгресот до 1994 и истече во 2004 година. Не беше обновена поради силното противење од страна на републиканците. Силната партиска поделеност по ова прашање останува. Тоа се види и од последното сослушување за контрола на вооружувањето, што се одржа во Сенатот.
Во овој комитет, после секој вооружен напад со многу жртви, демократите предлагаат да им го земеме оружјето на граѓаните кои го почитуваат законот, зашто тоа е нивната политичка агенда. Бајден исто така апелираше и Сенатот да ги изгласа законите со кои би се прошириле проверките за оние кои купуваат оружје, кои неодамна беа изгласани од страна на демократите во представничкиот дом. Длабински безбедносни проверки, закони со кои ќе се намали ризикот од самоубиства, масовни убиства и насилен криминал, со кои ќе се заштитат жртвите на домашно насилство. Овие мерки ни се на дофат. Бајден во кампањата се залагаше за ставање крај на вооружените насилства, но нејасно е колкав политички капитал ќе може да потроши на ова прашање, бидејќи има и други приоритети како инфраструктурниот план од $3 трилиони и реформа на имиграцијските закони. И други председатели од Демократската партија се обидоа, но не успеа да донесат построги закони за оружје, како Барак Обама по нападот во училиште во 2012 година, во кој беа убиени 27 луѓе, од кои 20 деца. Правото да се поседува оружје е заштитено со вториот амандман во Американскиот устав. Поради силното лоби кое го поддржува оружјето, е тешко да се донесат закони кои би го ограничиле поседувањето. Ако нешто може да биде изгласано, мислам дека тоа би било универзални безбедносни проверки при купувањето на оружје, затворањето на дупките кои постојат при пазарењето на интернет и на други места во системот за безбедносни проверки. Американците поседуваат околу 45% од цивилното оружје во светот, околу 120 пиштоли на секој 100 жители. Земјата има и највисока стапка на смрт од огнено оружје, речиси 40.000 во 2019 година, според податоците на Центрите за контрола и превенција на болести. НАСА се подготвува за тестирање на хеликоптерот Гениалност на Марс. Тоа би бил прв контролиран лет во атмосферата на друга планета. Истовремено, Американската вселенска агенција прави планови и за враќање на месечината. НАСА се подготвува за лансирање на хеликоптерот наречен Гениалност во атмосферата на Марс. Тој е поставен на роверот Истрејност. Директорката на одделот за планетарни науки на НАСА, Лори Глейс, вели дека иднината на истражувањата на Марс може да зависи од Гениалност. Гениалност ќе отвори нови можности и ќе постави прашања за иднината на она што можеме да го постигнеме со хеликоптер. Дали може да фотографираме области кои не се видливи од Вселената или до кои роверот не може да стигне како кратери во сенка, во кој повремено може би тече вода. Глейс додава дека воздушната мисија може да влијае на начинот на кој човечките мисии би биле поддржувани од дронови во иднина. Од Земјата до Марс отпатува и мало парче материјал употребен во авионот на браќата Рајт на првиот историски лет во 1903 година. Сега, помалку од 120 години од тој историски лет, НАСА ќе се обиде да лансира летала во атмосферата на друга планета. Првиот лет на Гениалност не се очекува пред 8 април. Во меѓувреме на Земјата НАСА заврши 8-минутен тест кој симулира патување од површината до орбитата. Тестот за лансирниот систем беше изведен во Мисисипи. Во јануари беше прекинат, но оваа недела беше успешен. Со тоа НАСА е поблиску до нов лет со екипаж до месечината како дел од програмата Артемис. Минатата недела беше изведено истражување и на Маријанската депресија, најдлабоката точка на Земјата. Ричард Гериот беше таму. Длабока е речиси 11.000 метри. Тоа е подлабоко од висината на Монт Еверест и тоа за неколку илјади метри. Гериот и неговиот истражувачки партнер Виктор Весково собраа примероци вода за проучување, меѓу другото и на загадувањето со микропластика. Гериот е единствениот човек кој бил во Маријанската депресија, на северниот и на јужниот пол, како и на меѓународната вселенска станица. Тоа е се за ова издание. Гледајте не повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.